се враќа практичната работа која беше актуелна во социјализмот. Со новиот закон, учениците нема само формално да одат на пракса во фирма, туку ќе мора да стекнат знаење кое подоцна ќе биде проверувано и оценувано. За дел од практикантите, особено за студентите, чија практична работа се спроведува со законот за волонтерство, оваа обврска може да биде и корисна, ако ги убедат работодавачите дека имаат квалитети потребни за компаниите. Практичната работа да биде почеток на можноста за вработување на учениците и студентите, а не само формалност за да се добие потребниот потпис за на училиште. Ќе се менува законот за практична работа со кој ќе се регулираат правата и обврските на практикантите, но и на фирмите кои ќе ги ангажираат. Целта на практиканството е да и работодавачите да се запознаат со младите лица кои би работеле во тие компании со цел да во иднина евентуално ги задржат, а во исто време да и младите лица доби да се стекнат со одредено искуство. Нормално е да се очекува на компаниите кои што ќе ангажираат нови вработени лица, посебно млади лица, да тие лица бидат подготвени, односно да поминале низ еден процес на соодветна практична настава, а со тоа бенефит ќе имаат и самите компании. Бизнис заедницата помага во подготовките на законот. Секојдневно се соочувале со кадар кој завршил со школувањето, но не знае да работи. Вела дека фирмите мора да ги дообразуваат пред да ги пуштат да работат. Но бараат да се стимулираат и малите и средни предпријатија кои ќе ги натераат практикантите добро да размислат во која фирма ќе одат на пракса. Самите студенти или ученици се борат да тој закон што ќе се воведе за практична работа да не биде формален, туку да биде една трка или еден конкурентен модел за кој каде ќе оди на пракса или кој каде ќе се запознае или ќе се стекне со додатно знаење за да може да биде применна работа. Почетокот на подготовката на стручен кадар е уште во училиштата. Иако е задолжителна, праксата во многу училишта значи само губење време, а не стекнување со потребното работно искуство.